Благодарам, председателе. Колега Вејановски, зборуваме за национална стратегија за борба против корупцијата, 5-годишна, која што несомнено ќе опфати и еден друг состав парламентарен и власт. Против корупцијата треба да се бориме сите, колега. Треба да сме сите заедно сплотени, и позиција и опозиција, особено опозицијата треба да биде на вистина на задачата. И од причина што се уште опозицијата со одредени кадри, со поголем дел од кадри, во извршната власт партиципира. Почитувана председателка, не е точно дека на сите раководни места се менати раководителите, односно луѓе кои што претходно не биле во раководство и биле претходно именувани од владата предводена од ВМРО-ДПМН. Само во Охрид имаме 17 раководители на многу важни места кои што ги задржале своите работни позиции со намера дека работиме ние и градиме едно општество за сите, и секој кој што е квалификуван ќе си ја врши работата онака како што знае и уме. Но очигледно дека и тие, пошто немам тука од колегите од Охрид, а ги знаат кои се со име и презиме, одат отчетно им кажуваат во Општинскиот комитет на ВМРО-ДПМН што се прави и како се прави, работат во интерес на државата. Затоа, колеги, велам, и вие партиципирате во дел од извршната власт. Тоа го знаете повеќе од мене. Што се однесува до националната стратегија за борба против корупцијата, се задржавте на повеќе работи, истакнавте многу ваши сомнежи и квалификации, посебно за Министерството за внатрешни работи, и ево ќе кажаме една споредба. Споредба со минатата година за време на различни министри за внатрешни работи. Во време на Аќа Ќулев за техничката влада биле запленети 14,8 килограми дрога, што значи дека не било тогаш на вистина во тој период од 7-8 месеци, буквално немало криминал, немало луѓе кои што се занимаваат со такви работи. А во време сега, од кога е новата власт, водена во Министерството со Оливер Спасовски, запленети се 585 килограми дрога. Сега правете споредба кој сака да се бори и кој се бори против штетните работи кои што се прават и криминалот во државата. Затоа, колега, кога ќе зборувате и квалификувате, помислете и на вашите кадри кои што се уште се на раководни функции во поголем дел од општините и институциите. Ви благодарам.